Учениците од четврто оделение од основното училиште Кирил Пејчиновиќ преку практични примери на предметот природни науки по Кембридж програма учеа како материјата при промена на температурата ја менува агрегатната состојба. За овој експеримент беа потребни неколку работи: решо, сат, чаша и секако материите со кои ќе се експериментира, а во случајот тоа беа чоколадо, маргарин и вода. И секако мотивација за практична едукација на учениците. Учениците позитивно ги изненадија сите присутни. Жедни за знаење, со огромно внимание ги следеа експериментите, а заменик министерот, како и градоначалникот и директорот, помагаа при спроведување на истите. Денеска бевме присутни кај на час по природни науки кај наставничката Бети Спасовска. На вистина, во оваа прилика би сакал да ја честитам. Таа е пример како еден наставник на креативен начин успеа да го задржи вниманието кај учениците, да го пренесе целокупното нејзино знаење, а децата да бидат и учениците генерално да бидат тие кои што најквалитетно ќе ги восприемат сите новини кои што треба да бидат и кои што се содржани во нивните ученици. Јас навистина сум задоволен од начинот на кој што се имплементира целокупната оваа реформа. Како влада ќе продолжиме, со следната година се најавени останатите оделенија, значи од 7 до 9 оделение во основно образование. Ристовски е убеден дека долгорочниот ефект од оваа реформа Македонија ќе го доживее за десетина години и истиот ќе биде исклучително позитивен. На почетокот навистина наидовме со мали потешкоти во незиното имплементирање, меѓутоа со понатамошно советување со советниците, со нашите стручни служби кои целосно ни помагаат, се трудиме да ги надминеме потешкотиите. Свативме дека на тој начин на децата им ја доближуваме материјата, им станува поинтересно. Учениците и нивната наставничка денеска покажаа дека на многу лесен начин може да се спои креативното со едукативното и како теоретската настава полесно се учи кога е покажана преку практични примери.